Благодарам, председателе. Значи, кога треба да почнеме со процедуралните прекршувања на овој шверцерски закон кој се шверцува по не знам кој пат во оваа комисија, тогаш има една анегдота, вика: јас како професор по право се чувствувам како комарец на нудистичка плажа. Не знам од кај да почнам со апење. Значи, има толку многу прекршувања, ќе почнам од најбитното. Значи, првото е тоа што не е испочитуван членот 135 став 4 и 5. Бидејќи вие, почитуван председателе, сте исто така правник, доцент ако не се лажам. Јас сум вонреден професор и во правото студентите викаат шестица кај доцент е 10 кај редовен професор, бидејќи доцентите се секогаш построги од професорите. Мислам дека ќе си поправиме прилично конструктивен правнички муавет и да видиме дали ќе дојдеме до тоа што јас го тврдам или до тоа што вие го тврдите. Значи, станот, ајде молам не му упаѓате во збор, држете се таму до гледате си комисијата за законодавно правна и бркајте се адвокатура. Не му упаѓате во збор. Ниту ви упаѓам, ниту давам да ми упаѓат. Значи, став 4 од членот 135 вели: кога предлог на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската унија, се наведуваат податоци на изворниот акт. Значи, изворниот акт на Европската унија со полн назив, број и датум. Ставот 5 вели: со предлогот на закон се поднесува и изјава за усогласеност, подпис од надлежен министер и јасно наведување на правниот акт на Европската унија со кој е извршено усогласувањето. Значи, овие се кондицио sine qua non без кој што еден закон на овластениот предлагач, во случај владата, иако и тоа е делумно прашање дали е тоа уставно, бидејќи од три законски, тоест уставно предвидени предлагачи, тоа се пратеници, влада и граѓани, само владата ја има оваа привилегија да поднесува европски знаменца, ние како пратеници ја немаме таа, или граѓаните, например. Сега, значи, овие се кондицио sine qua non без кој што еден закон не може да го помине првичниот филтер. Сега, што во таков случај кога имаме ситуација на буквално лажење? Значи, еве изјавата, јас ја носам, тоа е изјава за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија со кореспондентна табела. Подпишана е од министерот Оливер Спасовски како предлагач во име на влада и тука има две чиновнички од секретаријат за законодавство кои што видите каква лажна изјава даваат. Тоа е Снежана Наджаковска, државен советник со подпис на 14.7. и Лидла Пејчиновска Миладиновска, секретар на секретаријатот, вели целосно се усогласува, а сега ќе видиме дека оваа изјава е лажна и како што од времето на Груевски третиот ешелон одат у затвор, јас се надевам дека и овие господи еден ден ќе завршат во затвор за давање на ваква лажна изјава и пуштање во правен промет. А да видиме што е лажно во оваа изјава. Значи, како што прочитав, мора да се наведе изворниот акт на Европската унија. И видете сега што е наведено од страна на министерот Оливер Спасовски. Прво е наведена Конвенција за лица без државјанство од 1954 година. Второ, Конвенција за намалување на стапката на лица без државјанство 1961. Трето, Европска конвенција за националност, грешно преведено за државјанство треба од 1997, таа ја имаме ратификувано. Следно е Конвенција на Совет на Европа за одбегнување на бездржавјанство во однос на државна сукцесија. И не знам сега дали го сваќате штосот кој е тука направен. Ако до сега се користеше европското знаменце за шверцување, повикувајќи се на регулативи и директиви од Европската унија, сега за прв пат имате ситуација каде што европското знаменце е ставено на акт во кој не се наведуваат регулативи и директиви од таа Европска унија. Значи, бидејќи ние марксистите сме познати по тоа што ја вулгаризираме смислата, еве да ви нацртам. Значи, имате процес на транспонирање и процес на ратификување. Верувам дека знаете дека тоа се различни процеси. Транспонирањето на EU регулативите согласно Спогодбата за стабилизација и асоциација и согласно АКИТО во буквална смисла значи малтене препишување на EU регулатива во нашиот закон. Имаме мал милион такви закони кои сме ги донели. Значи, транспонирањето е препишување. И за тоа не ви треба посебен закон за ратификација. Меѓутоа, кога станува збор за ратификување
конвенција, не на регулатива. Во тој случај, нашиот устав предвидува закон за ратификација на таа конвенција. Како што сме ратификувале Европска конвенција за човекови права, како што сме ратификувале оваа Европска конвенција за државјанство од 1997 на Совет на Европа, ние сме ратификувале 2002. Значи, не знам дали разбирате дека станува збор за два различни меѓународни субјекта. Едниот е Европска унија, која е основана 93-та, која има 28 земји и која има седиште во Брисел. И само таа ја признава деловникот како основ за наведување на регулатива. Додека другата е Совет на Европа, која има седиште во Страсбург, која е постара многу од 49 година и која има 47 земји членки. Таму сме ние членка, ваму не сме членка. Значи, за прв пат имате лажно повикување на некакви си конвенции, иако деловникот бара да го наведете изворниот акт со изјава за која одговарате. И не за џабе е ова вака ставено, токму заради тоа да не се шверцуваат закони. И сега, што требало да направи спикерот? Спикерот требало да се повика на членот 136, како што неосновано се повика на нашата интерпелација. Тој член вели: ако предлогот на закон не е подготвен во согласно со одредбите на деловникот, како што видовме не е, председателот на собранието пред да го достави на пратениците, ќе побара од предлагачот да го усогласи со одредбите на овој деловник. Тој тоа не го побарал и со тоа сторил јавноправен деликт или кривично дело со омисивно дејство, односно со пропуштање, бидејќи све намерно ја злоупотребува својата позиција. Има такви случаи кога спикерот Џафери им враќаше не само на пратеници, дури и на влада. Последно, ако се сеќавам, изборниот законник на Маричич, иако беше итен, му го врати дента. Зашто? Зашто немало извод на крајот и со основ му го врати. Сега тука не му го врати. И вели, ако предлагач го дополни предлогот, требало да го дополни. Меѓутоа, бидејќи не постојат такви регулативи, тие се непостоечки, затоа што немате воедначена пракса во Европска унија за добивање на државјанство. Секоја држава си има суверено право да дава државјанство по своји закони. Немате во аки комунитер правило како да давате државјанство. Тие се повикуваат, еки не сите нас недоветни, на сосема други конвенции за кое што вие не можете просто да ги препишете, туку треба да ги ратификувате согласно со закон. И сега, повикувајќи се на овие конвенции, исто така не се повикуваат на најбитната конвенција, а тоа е конвенцијата која што спомната во преодните и завршни одредби на Европската конвенција, а тоа е конвенција за намалување на случаите на повеќе државјанство од 63 година. Зошто? Затоа што суштината на овој закон не е за апатридите, туку е за оние кои веќе имаат државјанство и кои живеат на Косово, кои живеат во Швајцарија. За тоа е суштината. И видете го сега кој мислењето кое го даваат Сдруженијето на млади правници, и сакам, не е тука колешката Љатифе, да и го посочам како пример, бидејќи и вчера разговаравме за тоа. Значи, предлог законот, видете ја иронијата на овој предлог закон. Предлог законот ги става во понеповолна положба лицата кои се родени и живеат во Република Македонија целиот свој живот и немаат никакво државјанство. Најчесто тоа се лица од ромска националност. Значи, тие ги дискриминира, за разлика од овие кои ги фаворизира лицата кои по 91 година се иселиле од земјата, не знаат македонски јазик, имаат веќе државјанство и ќе имаат можност на привилегиран начин да го добијат. Гледате ли каква правна пукнатина може да остави овој закон, за кој што подоцна може да се спори пред Уставен суд? Значи, имате ситуации на деца кои цел живот се тука родени од ромска националност, кои не можат да добијат, и овој закон не го решава нивното прашање. Туку дава државјанства на деца од Швајцарија, на деца од Косово, на деца од Албанија, на деца од Турција иселени, бидејќи се брише матична земја. Значи, тоа е добро, во ред, тоа е материјална расправа, ќе зборуваме кога ќе почне расправа. Значи, тоа е првото прекршување, а тоа е членот 135. Ајде да ги видиме другите прекршувања кои што ги направиле при свикување на оваа седница. Членот 120 став 4 од деловникот. Членот 120 вели, став 4. Покана за седница со предлог на дневен ред и материјали што ќе се разгледуваат на седницата, председателот на работното тело им доставува на членовите на работното тело по правило 5 дена пред денот на одржување на седницата. Значи, вчера беше помината потребата и тоа беше помината шкакливо. Прво Маричич бранеше, па им текна дека може после тоа да се спори, па дојде министерот, па наново се гласаше. Значи, во таков случај овој член е прекршен, бидејќи
не ни оставивте, дури ни колку во 14 часот го изгласавме дневниот ред, во 10 часот утрото ја закажавте седницата. Значи не ни оставивте ни 24 часа за да подготвиме амандмани. Дури и при такви екстремни услови и оние амандмани кои се подготвени, не знаеме дали се процесирани или не се. А вели членот, материјалите кои ќе се разгледуваат да ги имаат пратениците на увид. И амандманите се материјали. Тие треба да се закачат на е-парламент, да се проследат до колегите и затоа е тој разумен рок од 5 дена за да ние се спремиме, бидејќи не е само една точка на дневен ред. Следното прекршување кое сте го направиле, членот 36 од Законот за собрание. Овој член предвидува дека петок е ден за средби на граѓани, на пратениците со граѓани во изборните единици. Не знам дали вие имате канцеларија, јас имам, во Карпош имаат и други колеги, во петок одат да се среќаваат. Значи, според Закон за собрание, член 136, петок е неработен ден во собранието. Не треба да има ниту пленарни седници, ниту седници на комисии. Следно, членот 180 од деловникот. При ребаланс на буџет или при носење на буџет, приоритет се става на буџетската расправа, а не на вакви спорадични расправи. И ќе завршам со членот 122. Значи, членот 122 од деловникот велат дека работните тела можат да бараат податоци од државни органи или да покануваат експерти. Само јас досега прочитав 6-7 наши врни експерти и граѓански сектор кои што беа против овој закон. И наместо тие луѓе да ги викнеме и да го испегламе она што е прифатливо да помине, она што не е да се отврли, вие си леџиски повторно ја свикувате оваа седница со цел да го испочитувате договорот на Заев, да не му падне владата во случај на откажување на Беса. Ви благодарам.